Мотивација и мобилизација на најаденото и дебело членство пред предстојните локални избори, а не реален повик за протести. Ова според делот аналитичарите се всушност заканите на лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој во очај и страв ги опатува на адреса на власта, а и самиот е свесен дека во редовите на партијата нема гладни и незадоволни членови кои што ќе излезат на улица. А Ахмети стана особено гласен заради одлуката што Уставниот суд треба да ја донесе за примената на законот за употреба на јазиците. Во меѓувреме, голем дел од членството на ДУИ се прелеа во влен, а на стаклени нозе му се кичево и струга со тамошниот градоначалник Мерко, па од тука Ахмети нема голем избор за обидна мобилизација на и онака распаднатата партиска структура. На Али Ахмети му останува единствено нешто да проба да го мобилизира своето членство, а и тоа тешко ќе му оди затоа што огромен дел од тоа членство е најадено, напиено, здебелено, полно со средства и ресурси, а знаете како викаат, обично немири и протести прават гладни луѓе или тешко незадоволни од ситуацијата и состојбата во општеството. Недозволиво е лидери на политички партии да му сугерираат на Уставниот суд како да одлучува, а уште помалку судот да потклекне пред заканите, појаснува Ристевски. Уставниот суд не смее да биде воден од политика, гневна политика, политиканство и желби на политичките партии. Самиот Уставен суд има една задача да го брани словото на законот и словото на уставот. И тоа е тоа. Изјавата на премиерот Мицкоски дека веќе навикнавме ДУИ да представува фактор на нестабилност ги налути интегративците, упатија остри критики за политиката на владеачката ВМРО ДПМН. Според нив, власта сака да го избрише албанскиот јазик, да го отстрани срцето на Охридскиот договор и ја блокира интеграцијата на Македонија кон патот на ЕУ, доколку повеќе во себе не гледаат никаква вина за создавање на биполарна држава и паралелни институции. Напротив, за се тоа според Ахмети виновна била актуелната гарнитура на Илинденска. Кој ја дестабилизира државата? Тие што му наредуваат на Уставниот суд да го отстрани срцето на Охридскиот договор, правото на етничко самоидентификување, или тие што го почитуваат тоа право за сите граѓани? Кој ја дестабилизира државата? Тие што ги поништуваат механизмите кои интегрираа еден цел народ во институциите на унитарната држава, наместо да создаваат паралелни институции, или тие што градат еднаква држава и општество? После 18 години за прв пат ДУИ не е дел од владиниот колач и действува како опозиција. Партијата почна да се распаѓа уште со излегувањето на Изет Меджити, сегашниот лидер на Влен, кој успеа да придобие голем дел од членството на ДУИ.